Во срцето на главниот град на Македонија, ВФЛП Фонд Менеджмент стои цврсто како инспирација за иновации и доверба во финансискиот сектор. Водени од тимот искусни професионалци, ние не управуваме само со вашите средства, туку создаваме наследство вкоренето во сигурност и перспектива. Инвестирајќи во над 1000 квадратни метри врвен деловен простор, ја потврдуваме нашата посветеност кон Македонија и овдешните клиенти. ВФЛП Груп, за посветла финансиска иднина на сите. Добро вечер на сите и добродојдовте на новиот ВФП инвестицијски подкаст. Јас сум Марио Ѓоргиев, председател на управниот одбор на ВФП Пензиско друштво и член на инвестицијскиот одбор на ВФП Фонд Менеджмент. Вечерва заедно со моите колеги ќе разговараме на теми кои што го обликуваа пазарот на капитал во изминатиот период. Ќе разговараме за пензискиот систем во Македонија, ќе пробаме да го доближиме малку поблиску до секој од вас, да знаете како и од каде ќе доаѓаат идните пензии ваши во пензионерските денови, а дополнително на самиот крај ќе разговараме и за теми поврзани со кариерен и личен развој. Вечерва заедно со мене се тројца на вистина искусни професионалци. Најпрво ќе започнам со Верица Атанасова Стојановска, нашиот раководител на организацијската единица за надзор и анализа, односно на ВФП Фонд Менеджмент. Верица имено и е CFA Charter Holder. Накратко, тоа е една светска програма која што е призната секаде во светот и е потребно повеќе од 8000 страници стручен материјал да се совладаат, поврзани со анализирање на акции, обврзници и портфолио менеджмент, за да се добие таа лиценца. Исто така денеска заедно со нас е и Горан Марковски, лидер на тимови во продажба во нашата групација, лиценциран осигурителен брокер, инвестицијски агент и пензиски агент. Горан има повеќе од 17 години работно искуство во нашата групација, каде што има менторирано голем број на млади и повозрастни кадри, каде што тие имаат постигнато заедно со него еден прилично солиден успех. Исто така денеска заедно со нас е и Натка Самуиловска, раководител на организацијската единица за позадинско работење и администрирање на сметки на ВФП Пензиско друштво. Натка има повеќе од 20 години искуство во пензискиот систем, односно самиот старт на капиталното финансирано пензиско осигурување во Македонија и навистина еден извор на знаење и познавање кој што за пензискиот систем во Македонија, кој што сме горди што можеме да го понудиме денеска како ВФП Пензиско друштво и ВФП Фонд Менеджмент. Можеме веднаш да започнеме со онаа тема која што веројатно најинтересна за постојните инвеститори, односно како нивните средства и заштети се имаат оплодено во претходниот период, па Верица ќе те замолам за самиот почеток да ги видиме резултатите на нашите инвестицијски фондови од изминатиот период. Вака, првиот квартал од 2025 година беше одбележан со навистина интересни случувања на берзата, посебно во американската економија, меѓутоа сите случувања се прелеа и на европската економија. Всушност најпрво инвеститорите ја завршија претходната година со голем ентузијазам после изборот на Трамп за председател, меѓутоа несигурноста на берзата се почувствува уште веднаш на почетокот на годината. Најпрво дојде најавата дека кинескиот DeepSeek развил ефтин, а моќен модел на вештачка интелигенција, кој што ја разниша перцепцијата за американското технолошко водство и директно удри врз така наречената величествена седумка. Понатаму, федералните резерви одлучија во овој квартал да не ја намалат каматната стапка, тоа придонесе дополнително за несигурност на берзите, посебно во Америка. И трето, секако во фокус на кварталот дека беа воведувањето на царини од новата администрација на Трамп. Тоа доведе до пад на довербата и остри флуктуации на американските берзи. Од друга страна пак, Европа покажа поголема отпорност. Таму Германија најави зголемени фискални трошоци и инфлацијскиот притисок почна да се намалува, што донесе до позитивни движења.
на берзите таму. Ова беше краток вовед, се со цел да видиме како во склад со овие случувања се перформираа и нашите фондови. Имено ВФП премиум акции, кој што е 70% изложен кон европските компании, оствари пораст од 2,67%, а ВФП етикс акции и ВФП дивиденда акции, кои што се со главен фокус кон американската економија, остварија пат од 5,29% и 0,99%. Фондовите со пониска ризичност, ВФП бонд и ВФП кеш депозит, остварија пораз овој квартал, односно 0,87% и 0,73%, што е очекувано во периоди кога инвеститорите бараат посигурни за солништа. Сега, доколку ги погледнеме и резултатите на годишно ниво, односно резултатите, перформансот на фондовите на крајот на мај 2025 со мај 2024 година, можеме да забележиме дека сите фондови остварија пораст во текот на целата оваа година. Сега, ова е одличен приказ за тоа да видиме дека на краток рок берзите може да бидат волатилни, меѓутоа на подолги стази, иако една година не е, да кажеме, предолга стаза, меѓутоа една секвенца од таа долга стаза, на долг рок берзите остануваат доследни на нивната цел, а тоа е да испорачаат долгорочен раст. Така, значи можеме да видиме дека во претходниот период имаше настани кои што го раздвижуваа пазарот на капитал, но некако од сите тие настани повторно некако берзите успеваа да се вратат нагоре. И сега овие резултати, освен што има, односно овие движења што се случуваат на глобалната берза, освен што имаат ефект врз инвестициските фондови, односно отворените инвестициски фондови со кои што управува ВФП фонд менеджмент, тие истите имаат ефекти и врз ВФП доброволниот пензиски фонд под управување на ВФП пензиско друштво. Па Натка, веќе те замолам да ни ги презентираш ти резултатите на ВФП доброволниот пензиски фонд, односно како перформира заштедите на членовите и пензионираните членови во овој фонд. Ти благодарам, Марио, добро вечер и од мене. Пред да ги споделиме резултатите што ги оствари доброволниот пензиски фонд со кој управува ВФП пензиско друштво, јас сметам дека е потребно накратко само да ги запознаеме нашите гледачи со тоа што представува всушност доброволен пензиски фонд и кои се неговите карактеристики. Доброволен пензиски фонд е во суштина инвестициски фонд, тоа е отворен инвестициски фонд, кој што е во суштина го представува третиот столб од пензискиот систем во нашата држава. Со овој пензиски фонд управуваат лиценцирани приватни пензиски друштва кои имаат одобрение добиено од државниот регулатор и станува збор за сериозни и стабилни финансиски институции. А во суштина доброволниот пензиски фонд му нуди на поединецот да уплаќа или за него да уплаќаат значи да уплаќа дополнителен пензиски придонес на страна на тие задолжителни пензиски придонеси кои што компанијата нели мора да му ги уплаќа на вработениот со секоја плата што ја исплаќа. Ова на поединецот нели му нуди можност за повисоки пензии во иднина со што би ја обезбедил својата финансиска стабилност. ВФП пензиско друштво е четвртото пензиско друштво во нашата држава и е единственото друштво што управува само со доброволен пензиски фонд. На моје големо задоволство можам да кажам дека напредокот што го постигнавме со фондот од неговото лансирање во октомври 2022 година до денес не е воопшто за занемарување. Успеавме да достигнеме една бројка за овие 2,5 години од над 700 членови. Тоа е една стабилна и во постојан раст заедница која што своите заштеди одлучи да ги довери на нашето друштво, односно на нашиот тим за управување со средствата и нивните заштеди веќе надминаа бројка од 3,3 милиони евра. Паралелно со тоа би сакала да го истакнам приносот што успеавме да го обезбедиме за нашите членови за изминатите 12 месеци. Значи овој принос е објавен од страна на нашиот регулатор, Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување и важи заклучно 31-виот квартал, значи од 2025 година.
Значи за последните 12 месеци од минатиот март до овој март, значи остваривме номинален принос од 8,13% и реален, нели намален за инфлацијата 5,26%. Паралелно можеме да ги кажеме приносите и за последните 7 години, односно од 31 декември 2022 година, заклучно март 2025 година, номиналниот принос ни е 9,54%, а реалниот 6,1%, и од почетокот на работата до заклучно првиот квартал, номиналниот принос ни е 8,3% и реалниот ни е 5%. Да, овдека јас само би нагласил, бидејќи многу често знаат луѓето да се збунат, номинален и реален принос, разликата е инфлацијата, значи не надоместоците, во номиналниот веќе се одземени надоместоците за управување, реалниот е намалено за инфлацијата. Така е. Овие бројки и оние претходно што ги споменав, нас како пензиско друштво ни се показател за еден стабилен раст што го остваривме и што планираме да го остваруваме и понатаму, и едноставно ни се показател дека сме имаме правец, односно една добра трасирана патека по која што се движиме и во која се надеваме дека ќе добиеме доверба и од идни членови наши, не само сегашни. Така, значи можеме да видиме дека изминатиот период навистина беше одбележан со добар принос, тоа се должи на добрата ситуација на пазарите на капитал првенствено, добар раст на берзите, коректни каматни стапки на обврзниците кои што се дел од портфолиото на пензискиот фонд, и нормално сето тоа приносот кој што ќе се одвива и во иднина зависи од движењето на пазарите на капитал и нормално на доместоците кои што ги наплатуваат. Сега, една од работите кои што ги зборавме дека влијаја на резултатите и на пазарите на капитал во претходниот период е дефинитивно, мислам тоа беше главната тема во претходниот период и се уште трае, а тоа се царините кои што се поставуваат. Тие се навистина битни бидејќи ќе имаат големи ефекти врз целокупната економија, врз нашите реални животи. Па во однос на царините, знаеме дека тие беа најавени од страна на Америка на еден така со прилично голема драма на Liberation Day, каде што нели беа покажани оние стапки, па како се добиваат тие царини кои што се наметнуваат од страна на Америка. И аналитичарите се некако поделени. Одредени сметаат дека овие царини ќе допринесат до позитивни ефекти за Америка на долг рок, додека голем дел од аналитичарите па сметаат дека дури и за Америка овие царини ќе влијаат негативно и краткорочно, но уште повеќе долгорочно, што всушност ќе придонесе контра од тоа што се првичните намери да се направи нешто позитивно за Америка. Па ева, Вирица, ме интересира какво е твоето мислење во однос на царините, дали би очекувала повеќе позитивни или негативни ефекти, и да ни ги објасниш можеби двете страни, па нели да бидеме запознаени со што може да се очекува од ова поставување на царините од Америка кон остатокот на светот. Да, токму така, царините беа и ќе продолжат да бидат неисцрпна тема на пазарите и на светските случувања. Најпрво би сакала само да објаснам што се тоа царини и кои истите ги плаќа. Царините по дефиниција се давачки кои што ги наметнуваат владите на увезените производи. Односно, тие се на некој начин трговска бариера, се со цел да постигнат стимулација на локалното производство и пренасочување на потрошувачите да купуваат домашни производи. Царините всушност ги плаќаат, иако царините се давачки на увезените добра, царините ги плаќаат увозниците на добрата. Па понатаму тие имаат можност овие зголемени давачки, зголемени трошоци да ги пренесат на крајните потрошувачи во форма на зголемени цени или пак да решат самите да ги абсорбираат, при што би ги намалиле сопствените профитни маржи. Ова со пример можеби ако го дадеме, пример ако Македонија увезува, односно да со Америка, ако Америка увезува некој чај од Македонија, пример, и постави царини, треба маркетот кој што ќе го увезе од Македонија чајот, тој да плати царината која што ќе дојде,
и потоа треба или да одлучи да цената на чајот да биде иста како што било од претходно, па трошокот да си го сноси самиот маркет, или пак да одлучи да едноставно за потрошувачот биде поскап тој чај. Да, токму така и баш тоа и се случи. Walmart веќе најави дека најголема веројатност е дека ќе ги зголеми своите цени, и тоа е воедно и најочекуваниот ефект, најчестиот ефект дека царините ги зголемуваат цените на добрата. Сега како дојде до тоа царините да бидат во фокус на економската, па би рекла и на надворешната политика на Трамп. Трамп веќе долго време ги нарекува трговските дефицити, а тоа е разликата помеѓу добрата кој што сад ги увезува и оние кои што ги извезува, ги смета како нешто лошо. Тој тоа го нарекува како еден начин дека Америка долго време е ограбувана, или пак дека ги субвенционира останатите земји. За приказ тука би кажала дека трговскиот дефицит на САД со Кина во 2024 година изнесуваше над 280 милиарди американски долари, додека пак со Европската унија околу 200 милиарди долари. Сега царините секако дека се имаат цел, нели, да го стимулираат локалното производство. Тоа е една од предностите, односно една од бенефитите кои што Трамп го гледа при воведување на царините. На тој начин што ќе се стимулира домашното производство, но и ќе се заштитат домашните индустрии, посебно оние на кои што највеќе се погодени од царините, а тоа е автомобилската индустрија, фармацевската индустрија, индустријата на суровини и материјали, каде што во главен фокус беа суровините како челик и алуминиум. Понатаму, царините би довеле до намалување на трговскиот дефицит, доколку американските потрошувачи почнат да се потпираат повеќе на домашни производи, тоа ќе помогне трговските дефицити да се намалат. Понатаму, со зголемување на царините се очекува да се генерираат повеќе приходи во федералниот буџет, па на тој начин владата ќе има поголем капацитет да го намали даночниот товар врз своите даночни обврзници, или пак да го намали својот и онака веќе голем фискален дефицит. Некои аналитичари предвидуваат дека во наредните 10 години од зголемените царини за федералниот буџет би генерирале од 1,3 до 2 трилиони американски долари, што би бил огромна ставка за американскиот буџет. Сега царините се меч со две острици, како што имаат. Поради тоа што едни се плановите, ама другачие може да излезат уствари реалниот дел. Они очекуваат дека ќе го заштитат домашното производство, но прашање па дали имаат толкав капацитет да направат такво производство дома? Апсолутно. Царините се правдаат со целта производството да се врати во САД, односно тоа е така наречен reshoring. Меѓутоа, тоа и не е така едноставен процес. Вложувањето во фабрики или во опрема може да трае со години, а во услови на веќе и онака високи каматни стапки, тоа би било малку потешко. Да, пошто не е така едноставно сега пример Nvidia или Apple со копче да пресели цела фабрика со сите и да најдат нови луѓе во Америка и да почне целото производство. Тоа не е возможно да биде за краток временски период. Апсолутно, тоа се дефинирани синџири на снабдување кои што чие што редефинирање би траело подолг временски период. Сега дури и американската економија да има капацитет да го испорача сето тоа, да го пресели производството во САД, ќе дојдат до израз недостатоците на пазарот на труд. Над 1/4 од американските производствени работници се на возраст од над 55 години, а во услови на намалена миграција или недостаток на соодветни вештини, овие капацитети би се соочиле со недостаток на работна сила или со зголемени трошоци. Беше многу интересно во претходниот период. Кина даваа дури онакви гифови излага со како американци шијат демек вако прават кондори, облека и така натака, нели тоа не може да си го замислат сега дека тоа ќе биде, пошто не можат кинеските работнички, шивачки и така натака да очекуваат Трамп дека тоа ќе се случува во Америка, пошто ако тоа се случува, тогаш се знае дека сите тие облеки, кондори и така натака ќе чинат многу поскапо. Тој овертајм што ќе се плаќа, самата
цена на работникот исто чини многу поскапо. Да, исто добар пример беше еден пример за физиономската поставеност дека кинезите имаат помали раце, помали прсти, па тоа не може во никој случај да биде заменливо од американските работници во склад со тоа. Уште би кажала уште два дополнителни ефекти. Секако дека први на удар ќе бидат цените, односно зголемувањето на царините ќе доведе до зголемени цени за крајните потрошувачи и намалување на нивната куповна моќ. И дополнително според анализите на The Tax Foundation се очекува увозот уште во 2025 година да се намали за над $500 милиарди, а со тоа да падне и бруто домашниот производ за 0,8%, кој што ќе го забави американскиот раст и ќе има последици и понатаму. Да, така, значи овдека реалноста е дека притисокот на зголемување на цените би бил поголем. Односно, барам тоа е моето очекување дека ќе има поголем притисок за тоа трошоците на сите производи да се зголемат. Ние живееме во едно глобално општество каде што еден производ веројатно има е составен од материјали од многу различни држави и секој тој дел да дојде не може да биде само од една држава составен. Тоа значи дека моменталната поставеност на светот не одговара со поставување на такви царини. И мислам дека многу брзо некако Трамп го увиде тоа, па почна да ретерира, да направи стопирања. Дури и мислам дека во еден момент тоа му е како еден вид на план. Мислам, за мене тоа најлогичното нешто кое што би можел да го очекувам како еден вид на план за преговарање, за намалување на царини, обратно, наместо да се поставуваат поголеми царини во светот, да дојде на една спротивен тренд, да всушност странските, односно другите држави во светот да ги намалуваат царините спрема Америка и на еден начин да постигне ефект на помали царини, со што уште повеќе би можел да го стимулира извозот од Америка во останатите земји, а при тоа да се задржи едно глобално производство. Ние го видовме во изминатиот период дека он има таква некоја филозофија на функционирање, каде што со притисок работи, па после се повлекува. Но секако првиот пат кога ги соопшти царините, видовме дека, односно тој Liberation Day кога излезе, видовме дека царините придонесоа до тоа пазарите на капитал, односно берзите да паднат прилично драстично. Цените на уделите исто така на нашите фондови се намалија, падна. И тоа во тој момент сега повторно се подвратени, но во тој момент беше прилично поголем падот. Еве Горан, сакам баш твое мислење да слушнам, бидејќи ти си човек кој што си во контакт со инвеститорите. Како инвеститорите реагираа во тој момент? Дали реагира емотивно или пак сепак рационално реагира на тој поголем пат кој што се случи во тој момент? Па во овие последни настани, да кажам политички настани или економски настани, на моје неизненадување, не бев изненаден, прилично убаво реагираа инвеститорите, добар дел од моите инвеститори, прилично добро реагираа. Меѓутоа, јас сакам една малце ретроспектива да направам зашто е тоа така. Ние како друштво за управување со фондови веќе сме 11 години, 11-та година тераме на македонскиот пазар или да кажам на југоисточна Европа пазарот. Настани секогаш имало во историјата, значи стотици години уназад, значи не знам од кога постојат берзите, ќе си има секогаш политички настани, секогаш економски настани, секогаш одредени кризи, војни и така натака, и тоа е нормален дел од сето тоа. Меѓутоа, стабилноста на инвестицијските фондови во тоа што ние заедно со вас у позадина ги бираме одлични фирми кои што работаат феноменално, каде што у принцип немале кризи никогаш, нели, дали се потрошувачка индустрија, автомобилска индустрија, хемиска индустрија и сето тоа. Меѓутоа, како почнавме ние пред 11 години со нашите клиенти, кога дојде првата криза, првиот пат, да кажам, на цените на берзите, мене ми се случи една лавина од моите клиенти, моите инвеститори почна да ми звонат
ненаучени нели на сето тоа и реакцијата беше така прилично незгодна, што е ова Горан, до кога ќе оди падот, па страф ние ќе изгубиме пари, ќе изгубиме дел од средствата. И добро така помина таа една некоја прва криза, се не се сеќавам ја пред 10 години, имаше многу тука и пучот во Турција, бегалската Брекзит. криза во Африка, Брекзит се случи, нели. Икс настани, берзите се тогаш волатилни, нели, нормално е тоа. Размислував долго време како тоа да ги изедуцирам, да кажам, клиентите, нели? И најдов едно интересно решение, како почна да растат берзите, ја почнав да им звонам обратно. Кога паѓаат, мене ме бара, кога растат берзите, не ме барат, ама јас почнав да им звонам и така малце на шала, нели, да им кажам, па кај сте ве, нема, зашто викаш, што ни звониш, па викам, еве растат берзите. Па добро е, сега растат берзите. Па викам, јас сега ќе ви звонам кога растат берзите, вие ми звоните кога паѓаат берзите. Така да се насмеја луѓето, да, на еден позитивен, благ начин, така една убава едукација. Како течеше времето, се наближуваше и после дојде и големата криза, нели, коронавирусот. Луѓето има се помали поблаги реакции. Поблаги реакции, да сега веќе последно време со војниве што се случуваат во Израел и Украина и Русија, така да апсолутно веќе немам ја буквално дали сега имав само од еден клиент некоја незгодна реакција, во смисол со цариниве со Трамп, другото беше феноменално. Значи, едноставно заедно пораснавме од овие 11 години, ние како инвестициски агенти и нашите клиенти заедно се едуциравме, растевме, да сватиме дека и падот и скокот на берзите е нормална работа. И после пат иде скок, после скок иде пат, така да апсолутно, меѓутоа со последново ние искочивме, ја барем ја пресеков, да кажам, доаѓањето на Трамп и неговите така малце некои непромислени чекори, да кажам, на почеток. Пиев доста кафе со моите клиенти, ги спремаме, однапред ги спремаме дека можно е да има пад, дури не знаеме колку ќе биде падот и колку ќе држи падот, меѓутоа да бидат стабилни, затоа што фирмите кои што сме изложени ние се феноменални, фантастични, добри индустрии, дивидендни фирми, тоа се се фирми што исплаќаат у принцип дивиденда, а дивиденда знаеме кој исплаќа со најдобри позитивни финансиски извештаи на крај на година. И така да, затоа не сум изненаден од последно време, дури добар дел од моите клиенти кои ќе паѓаат берзите, веќе ги научив да ми се јавуваат сами да вложуваат. Горан, што мислиш, дали да вложам сега у моментов? Ја викам, да, слободно можеш, и тука сум горд, апсолутно, да сами ме барат да вложуваат, а претходно било убедување. Да, нели, да му кажеш, вложи сега, ефтино е да купиме, па така да направиме еден добар просек, нели, да... Така да помина тој период и супер, не сум воопшто изненаден, одлично тераме. Да. Тука би нагласил уште неколку работи, посебно делот со тоа дека бираме компании кои што се навистина квалитетни. Тоа се стварно компании кои што поминале голем број на кризи, како што ние сега сме имали искуство со различни типови на кризи, од Брекзит, бегалска криза, војни, конфликти и така натака. И сме виделе се, па и во тој процес некако сме пораснале и ние, па сега знаеме со следната криза уште подобро да се сносиме и уште подобри совети да даваме на инвеститорите. Така и сите овие компании кои што ги имаме во нашите портфолија, тие се тука се работи за компании кои што имаат над 2 милиарди евра пазарна капитализација, кои што постојат долг временски период и кои што имале видено не само царини поставување повисоки, туку некој од нив, односно голем дел од нив и војни, Втора светска војна, па други војни кои што настанале, кај што навистина поминале многу по тешки кризи и нашле решение. Така да секогаш е јасно дека дури сега царините доколку останат, доколку не е ова некој вид на преговарачки механизам на Трамп за да ги намали всушност царините на крај, дури да останат, компаниите секако ќе најдат начин како да функционираат, ќе најдат некоја нова иновација, ќе преселат одреден дел од производството, може не во Америка, ама нема да го остават таму кај што се највисоки царините, ќе ги префрлат на друго место, ќе најдат некој механизам да функционираат и повторно светот да се врати, односно они да се вратат на еден тренд на раст. Сега ги коментираме царините.
но од самото појавување на Трамп, освен царините, во секој дел од неговото функционирање некако има еден големо ниво на неизвестност. Нели предомислување и слично. Па каков е ефектот, Верица, од оваа неизвестност која што постои во функционирањето и водењето на Трамп на Америка? Да, токму така, непредвидливоста, како што ја гледаме кај Трамп, создава голема неизвестност кај инвеститорите, кај компаниите, па дури и кај крајните потрошувачи. Кога пазарите не знаат кој би бил следниот чекор на владата, без разлика дали тоа се воведување на царини, можеби санкции или промена на даночната политика, тие не можат да планираат со сигурност и стануваат повлечени. Посебно компаниите не можат во своите планови да втемелат стабилни претпоставки, па затоа тие ги одложуваат своите инвестиции, своите проширувања или своите вработувања. Денес поставувањето на долгорочни прогнози стана потешко отколку во било кој момент во ковид кризата. Нема макроекономска видливост и пазарите ја изгубија стабилната основа за да постават консензуални прогнози. Овдека малце мислам дека во секој момент и во ковид кога беше тогаш исто луѓето викаат никој не може да предвиди нешто сега и сега викаат сите никој не може да предвиди некој сега. Во секоја криза секогаш има огромна непредвидливост. Така да тоа е секогаш во овој момент е како еден вид на предизвик. Да, можеби откако помина, сега бидејќи во тој момент барем појавувањето на вакцините даваше некаков сигнал дека кризата ќе биде надмината. Сега уште немаме такви сигнали, односно нели некои смирувачки тонови можеби од политичарите од различни земји од светот. Сега мислам дека целата ова непредвидливост, па би се осмелила да кажем и во одредена доза несериозност на политиките, на темпото на промена на политиките на околу царините од страна на администрацијата на Трамп, беа на некој начин пресметана игра. Мислам, како што напомена и ти, дека тие беа на некој начин цел на Трамп за да ја постави Америка од позиција на моќ во преговарачките договори со трговските партнери на САД, се со цел Трамп да издействува една доминантност и поповолни и од гледна точка на Трамп пофер трговски договори за Америка, нели во форма на пониски царини или на поголема трговија помеѓу земјите. Затоа сметам дека политичарите ќе најдат начин целата оваа топка на непредвидливост да ја смират и да најдат една позитивна развршница. Така. Горан, каква е перцепцијата на инвеститорите во однос на Трамп? Дали се повеќе негативни коментарите или позитивни коментарите, перцепцијата во однос на досегашното функционирање на Трамп? Поделена е перцепцијата на инвеститорите. Да мислам дека мое лично мислење, нели Трамп по мене не е политичар, он е бизнисмен, апсолутно, и тоа ќе остане. Кај него 2 и 2 е 4. И ја мислам дека у позадина на сите негови овие испади, да ги кажам, што ги прави, нели, имам инвеститори што викаат зависи на која нога ќе стане Трамп, нели, па од тоа зависи све, меѓутоа имаат позадина сите овие негови потези, да кажам, мислам дека он на добро ќе ја тера работава. Нема да дозволи он таков ризик како бизнисмен. Пошто нели од спротивната страна една Кина, една Европска унија, не се мали играчи тие. Така да не би си ја сечел гранката на која што седи он во однос на економија. Така да мислам дека реакцијава повеќе на инвеститори, реков мешана е, меѓутоа повише позитивна. Дека ќе заврши оваа приказна на позитивно, во смисол поврзано со берзите, со нашиот бизнис. Да. На крајот на денот, мислам дека Трамп прилично добро го следи пазарот на капитал. Битно му е берзите како се движат, дали паѓаат или растат, бидејќи тоа го гледа како еден вид на оценка на неговото работење. Втор аспект, па мене што ми делува е дека на него ќе му биде битно сепак во историјата да биде запаметен како некој кој што донел позитивни промени. Така да секако он тоа што го носи со една емоција да направи нешто позитивно. И барем до сега тој начин на функционирање доди агресивно на почеток да во секоја и претходниот пат и претходниот негов мандат всушност
така настапуваш и тогаш имаш исто конфликти со Кина во однос на царините. Така да не е нешто ново, туку повторно се повторува. Мислам дека неговиот план е на крај да биде всушност позитивен целокупниот ефект кој што се очекува. Добро, дури дел од тие реакции имаше на опозицијата на Трамп во Америка, баш кога почна да се случуваат тие царини да воведува Трамп и тие ствари. Опозицијата го обвини и дури вика кривично ќе го гонат понекогаш таму во иднината за берзанска шпекулација. Да. Нели као доста милиардери околу него ги продале акциите што ги имаат у одредени амерички фирми за после да купат на поевтина цена. Едно од обвинувањата беше една пратеничка од не знам која беше. Го следев тоа, така да ќе видиме, интересно. Секој случај. Интересно. Динамично. Така е. Видица, како се макроекономските показатели во светот, во Европа, во САД, Македонија, БДП, невработеност, инфлација, како се во претходниот период и што можеме да очекуваме за следен период? Да, баш пред неколку денови излегоа и резултатите од Државниот завод за пресметките од Државниот завод за статистика за бруто домашниот производ за првиот квартал во Македонија. Бруто домашниот производ во првиот квартал порасна за 0,6%. Додека Меѓународниот монетарен фонд прогнозира 3,2% раст до крајот на 2025 година. Инфлацијата во март се спушти на нивото од 2,7%. Тоа е годишната стапка на инфлација, додека месечната стапка на инфлација во март падна за 1,3%. Сепак и покрај ова известно намалување, согласно последната анкета на инфлаторни очекувања на Народната банка, се очекува инфлацијата да се спушти на нивото од 2,7% на среден рок до 2027 година. Невработеноста пак на крајот на 2024 година беше на нивото од 11,9%, што представуваше намалување во однос на минатата година. Доколку ја погледнеме Европа, таму инфлацијата се задржа на нивото од 2,2%, и секако Европската централна банка објави дека таа очекува овие инфлаторни притисоци да се намалуваат. Бруто домашниот производ за првиот квартал во Европската унија порасна за 0,3%, што представуваше пети последователен квартал на економска експанзија. Меѓународниот монетарен фонд очекува бруто домашниот производ на Европската унија да се зголеми за 0,8% во 2025 година. Стапката на невработеност во Европската унија се задржа на 5,8%, што представува рекордни ниски нивоа за Европската унија. Доколку ја погледнеме Америка, таму невработеноста е 4,2%, што е во склад со очекувањата. Инфлацијата исто таму се намали на 2,4%, меѓутоа со воведувањето на новите царини се очекува оваа стапка да се зголеми уште над 3% уште веќе во текот на летото. Во Америка, за разлика од Македонија и од Европа, бруто домашниот производ во првиот квартал од годината падна за 0,3%, што представуваше драстичен пресврат во однос на растот кој што го испорача оваа економија во претходниот квартал. Сега ова намалување произлезе највеќе од тоа што увозот во кварталот се зголеми, тоа се зголеми за 41,3%, поради тоа што американските увозници побрзаа да складираат залихи по поевтина цена пред да стапат на сила најавените царини на Трамп, па преку зголемиот увоз се намали бруто домашниот производ. Така, значи можеме да видиме дека секако во претходниот период резултатите барем во Европа се позитивни, во Америка гледаме негативен раст, односно пад на бруто домашниот производ, но можеби е тоа краткорочно. Секако на краток рок многу е тешко да се прогнозира како ќе бидат резултатите, односно како ќе се движи економијата во следниот период, па дури и обратно, берзите обично реагираат многу пред да има пред било какво движење на
на берзите. Но секогаш е потребно кога се инвестира да се гледа на поширока слика. И баш затоа јас премив еден слайд овдека, каде што може да се види една претходна криза која што постоеше, односно .com кризата. Можеме да видиме овдека од 14 јули 2000 година до 14 септември 2006 година, пример, ако еден инвеститор инвестирал во MSCI World, тоа е еден индекс кој што треба да го представи движењето на мултинационални компании од развиени држави. Гледаме дека пред кризата, пример, ако индексот вредел $1404, 14 септември 2006 вредел $1356. Значи 6 години подоцна се уште индексот не бил вратен. И сега ако некој инвестирал 2000 година, 1404, односно на таа цена, во 2006 би бил во загуба. И некој би рекол ова било многу лошо време за инвестирање на берзите, бидејќи е период каде што немало враќање, односно немало оплодување. Но тоа е така ако инвеститорот инвестирал само еднократно, во точно на 14 јули 2000 година. Но видете што се случува ако вложувал по $100 секој месец од 14 јули 2000 година до 14 септември 2006 година. Во тој период би вложил инвеститорот $7500, а средствата би вределе на крајот со тоа инвестирање $9745. Иако навиду на почеток изгледаше како навистина лош резултат за инвестирање, сепак видите дури просечниот годишен принос на уплатите е 8,48% за истиот овој период. Идејата е дека на краток рок ние ги дискутираме работите кои што се случуваат на пазарот на капитал, гледаме што се случува, правиме анализи, но битното е од аспект на инвеститорот да донесе одлука стратешки дали ќе биде изложен или нема да биде изложен на инвестиции и да инвестира. Доколку почне да инвестира, битно е тоа да го прави долгорочно, континуирано и гледаме како тоа има навистина позитивен резултат, дури во период кога навидно може да изгледа дека било навистина лош период за инвестирање. Сега, Горан, го збориме сето ова, но нели збориме дека луѓето треба да донесат одредена стратешка одлука. Нели, освен што секој од нас планира и сака да постигне нешто долгорочно, да направи некоја заштеда за долг рок, секој од нас сака и да живее и на краток рок, да искуси се повеќе и можеби поголеми трошоци да има. На крајот на денот секако секој има некои цели за кои што е потребно поголем износ да се заштеди. Па еве од твој аспект, како правиш одреден баланс, односно како балансираш и одлучуваш измеѓу моментални трошоци, тековни трошоци и односно штедење за некои трошоци за подолг временски период. Па Марио, јас имам една анализа така и ги квалификувам у 3 категории луѓето од финансиски аспект. Првата категорија на луѓе се оние што трошат повеќе него што заработуваат. Тие луѓе немаат ни сегашност, немаат ни иднина. Втората категорија на луѓе се трошат оноку колку што заработуваат, тие имаат сегашност, меѓутоа немаат иднина. А третата категорија на луѓе се оние што трошат помалку него што заработуваат. Тие имаат и сегашност и иднина во однос на планирањето. И од секогаш јас сум се трудил да бидам во оваа трета категорија на луѓе. Веројатно успешно, еве од мои, не знам, па да не речам, можеби 30 години, нели, управување на личниот асет мој, како го терам. Има една интересна еврејска, нели, евреите се познати за правење на богатство, на убав живот. Они имаат една убава теорија распределба, да кажам. Они од она што го заработуваат како семејство, 10% штедат во долгорочно штедење, 15% од нивната заработка, не е битно дали е месечно или годишно, исто доаѓа, нели, во проценти, 15% инвестираат. Што краткорочно, среднорочно и долгорочно, остатокот го живеат, нели, го трошат.
Ја се водам по таа, да кажам, еврејска формула, меѓутоа малце радикализирав. Јас долгорочно штедам максимум до 5% од моите приходи, семејни приходи, значи максимум може не е ни 5, околу 35% инвестирам. Грубо, може и повише од 35%. Инвестирам дали во долгорочни, дали во среднорочни пласмани и остатокот околу 50-55% го трошам, значи го живеам. Не сум за девизата дека треба да се штеди многу, нели? Баш напротив, треба да се работи, да се заработува, меѓувреме и да се живее. И така на овој начин, како што јас го правам мојот асет, така и ги советувам моите инвеститори, моите клиенти, апсолутно сакам со личен пример да го направам тоа, не само како теорија, нели? И впрочем и нашата фирма ВФП групација се темели на тој постулат, нели? Сите ние сме конзументи на многу наши продукти и клиентите го гледаат тоа, значи нели како викаат еден килограм пример еднакво на 1 тон зборови. Така да ја сакам секогаш со личниот пример па дури да ги воспитувам моите деца, друго кој ќе видат пример, друго е да биде гола теорија. Така да исто и со моите клиенти постапувам. И е добро, успешно, јас сум задоволен од она што го правам со мојот асет, така да до сега е супер. Презадоволен сум и ја и моето семејство. Така. Сега кога збориме за долгорочни цели и долгорочно планирање, една навистина долгорочна цел е имање на соодветни приходи во пензионерските денови. И навистина ова е една тема која што веројатно, сигурно, во одреден дел од животот на секој човек станува интересна, кај некој порано, кај некој подоцна, но е навистина битна, бидејќи кога ќе дојдеме во пензионерските денови, односно или после 62 или после 64 години, од нешто треба да се живее, од некои финансии, а всушност тие финансии се пензијата. И токму затоа сметам дека е навистина битно граѓаните, јавноста, нашите следачи да бидат запознаени со тоа како функционира нашиот пензиски систем и од што и од каде нели ќе ги заработуваме, односно ќе ги добиваме нашите пензии во иднина кога ние ќе бидеме пензионери. Па Натка ќе те замолам, еве како човек кој што најдолго се занимава со пензискиот систем, со работење во пензискиот систем, еве да ни го објасниш пензискиот систем во Македонија и од што можеме ние да ги очекуваме нашите пензии во иднина. Па пензискиот систем во нашата држава се темели на 3 столба, а неговата реформа започна пред точно 20 години, значи ова 2025 година се навршува точно 20 години од 2005 година кога започнаа реформите, значи до 2005 година во нашата држава постоеше само едностолбниот пензиски систем. Знаеме дека нашите родители, баби, дедовци, се уште има луѓе кои што земаат пензија единствено од државниот фонд за ПИО. Меѓутоа, со оглед на тоа дека на глобално ниво, не само во нашата држава, нели, се соочуваме со еден тренд на старење на населението, со пониски стапки на наталитет, со значи државата наша воопшто, значи се соочила со еден предизвик, односно едноставно тој систем на државно финансирање на пензиите на долг рок не бил одржлив. Во тој момент се воведува, значи задолжителното пензиско осигурување, вториот столб се воведува во 2005 година. Првиот столб за нашите следачи, значи се темели на принцип на генерацијска солидарност. Што значи тоа? Тоа значи дека тековните вработени ги покриваат пензиите на тековните пензионери. Pay as you go систем. Вториот столб, односно задолжителното пензиско осигурување, кое што е воведено во 2005 година, подразбира дел од придонесите кои што се уплаќаат по основ на пензиско инвалидско осигурување, дел од придонесите се префрлуваат на лична, индивидуална сметка на членовите во приватен пензиски фонд, со цел тие средства да се инвестираат и со цел долгорочно да се обезбеди втор извор на пензија. Во моментот кога државата процени дека
успешно се поставени темелите на двостолбниот пензиски систем, премина кон имплементација на доброволното пензиско осигурување. Доброволното пензиско осигурување беше воведено во 2009 година во нашата држава и за разлика од задолжителното пензиско осигурување, каде што задолжително се плаќаат придонеси за пензиско и инвалидско осигурување, во доброволното пензиско осигурување поединците или компании што уплаќаат за нив одлучуваат дополнително да издвојуваат дополнителен пензиски придонес со цел да во третата доба од нивниот живот уживаат по-добар стандард на живење. Затоа што пензискиот систем кој што се темели само на два столба, првиот и вториот пензиски столб, на анализите покажуваат дека нема да ги покрие очекувањата, односно пензиите нема да бидат доволни за да луѓето во третата доба од својот живот го задржат до тогашниот стандард што го имале на живење. Доброволното пензиско осигурување е воведено со цел да се пополни таа празнина. Регулиран е начинот на членување во доброволниот пензиски фонд. Поединците може да уплаќаат сами за себе или за нив да уплаќа компанија преку така наречени учества во професионални пензиски шеми. И едноставно самите реформи после 20 години се видоа дека носат бенефити и на долг рок се очекува нашите граѓани да уживаат поголема пензија. Така, значи, првиот и вториот столб, накратко се прилично, се комплетно различни во начинот на кој што функционираат. Првиот столб е еден систем во кој што има голема зависност од тоа колкав број на нови млади луѓе има во системот и колкав број на пензионери тековни има во моментот, бидејќи луѓето кои што работат сега, од нивните придонеси се искористуваат тие придонеси и се плаќаат моменталните пензионери. Или тоа е еден вид како буре, кое што моменталните вработени го полнат со придонеси, додека од другата страна се празни бурето, каде што се исплаќаат моменталните пензии или pay as you go систем. И ова е систем кој што навистина е одличен во периоди каде што има значајно зголемување на наталитетот, каде што има многодетни семејства но доаѓа еден проблем кој што сега ние се соочуваме, каде што гледаме дека наталитетот опаѓа, а од друга страна луѓето живеат многу подолго. Не се живее до 50-55 години така натака, туку гледаме дека сега животот на луѓето, животниот век значајно се зголемува поради напредок на медицината. И сега од една страна го имаме првиот столб каде што е еден вид на зависност на структурата на население, додека вториот столб е систем каде што буквално е твоја лична сметка, штедиш, се чуваат парите, се тргнати, како да кажам, на страна, ама за тебе си ги гледаш и после кога ќе дојдеш во пензија, твоите пари трошиш. Можеш ли по-детално и поубаво да ни објасниш зошто овој вториот столб се смета за еден вид на подржлив систем на функционирање за државата и за поединецот во однос на функционирање само на еден прв столб, овој pay as you go систем? Вториот столб се темели исклучиво тој е персонализиран, како да го наречам. Значи, клиентите, членовите имаат свои лични сметки и овие сметки, односно заштедите, пензиските заштеди на овие сметки не зависат од демографијата, од иселувањето на младите од Македонија, од ниските стапки на наталитет, туку зависи исклучиво од висината на уплатите што се уплаќаат во вториот столб, односно тој е дел од бруто платата на вработениот, и понатаму зависи од приносот што ќе го остварат пензиските друштва што управуваат со овие заштеди. Одговорноста за управување секако е исклучиво кај приватните пензиски друштва и кај регулаторот, кој што постојано на дневно ниво со една огромна лупа го следи работењето со цел да овие заштеди на нашите граѓани да бидат заштитени од било какви влијанија. Понатаму во
средствата што се инвестираат од заштедите во задолжителниот пензиски фонд се инвестираат и во домашната економија, нели, портфолиото на задолжителните пензиски фондови е составено од домашни обврзници, од акции во домашни компании, од удели во инвестициски фондови, така да освен што расте личното и индивидуалното богатство на поединците, што се членови во вториот столб, паралелно тоа помага и да се одржи, односно да се развива и домашната економија. Но најбитно е тоа што државата има еден вид на одржливост, односно така поголема одржливост на исплатите на пензиите. Во моментов грубо околу 29% од вкупните приходи во буџетот се одвојуваат за екстра дополнување на онаа дупка која што постои во ПИЕМ, односно недоволно придоноси се собираат од моменталните вработени за да се исплатат пензионерите, па дополнително што 29% од други даноци кои што се собираат во државата се одвојуваат за плаќање на моменталните пензии. И тоа би се влошувало доколку нели продолжи трендот на помал наталитет, поголем број на пензионери кои што подолго живеат. И тука некако го гледаме како од аспект на самоодржливост, мислам дека е јасно дека кога штедиш од сам себе си и од тоа што е твојата сметка која што можеш да се отвориш на апликација или на веб, да видиш колку пари имаш ти за себе лично и да знаеш дека тоа ќе го користиш, за државата е многу по одржлив систем, па и за самата индивидуа дека да знае дека не зависи од моменталната ситуација на моментални вработени во тој период кога тој ќе биде пензионер. Така да навистина мислам дека имаме еден од најдобрите пензиски системи во светот и е за поздравување државата што има направен еден таков исчекор да навистина бидеме рамо до рамо со најголемите, најнапредните европски економии во делот на пензиски систем и нели добри стандарди поставени за граѓаните на Македонија. Сега Горан, делот од овој пензиски систем, како што кажа Натка, е и третиот столб, односно можноста луѓето да штедат доброволно, дополнително, за да си ги надополнат своите пензии. Зошто сметаш дека е потребно луѓето да штедат нешто дополнително од тоа што државата задолжително го наметнува на луѓето да штедат за пензија? Марио, ние бевме како држава во еден систем, ајде вие сте помлади, во еден социјализам да кажам, или каде што една паралела да дадам малце една историја, така одговорот ќе ти го дадам на ова прашање. И у социјализмот како држава тогаш беше целата одговорност на трите системи, значи зборам пензискиот, здравствениот и образовниот систем, беше обврска на државата. И беше добро, не го критикувам, тоа беше функционираше одлично, нашите родители, старите генерации добро помина и дури уште го памтат тој систем, меѓутоа како се смени системот, како изгласавме капитализам во 90-тите години, таа обврска од тие три системи отиде на поединецот. Што сакам да кажам, како одговор на твоето прашање? Значи, дефинитивно треба човек да штеди, да инвестира, да работи, да две работи ако нема, дополнително да работи, да има пари за да може во овие времиња, за да може и квалитетно да се образова и он и собствените деца, фамилија, квалитетно да живее у пензија, у старост да живее квалитетно и да се лечи квалитетно. Со други зборови треба да има човек пари. Ако нема пари, овие три системи веќе се проблем во капитализмот. И сега не е проблем во старите генерации. Ја имам сукоп со помладиве генерации каде што они го разбираат, нели, па доаѓа до критика. Ма види државата како е, државното здравство не чини, не знам, образованието не чини, па добро се, тоа е. Ние сме на млада држава, посиромашна држава, се труди државата како држава, веројатно доволно, меѓутоа не може да постигне доволно и кога тој процес ќе биде не се знае. Затоа треба поединецот да преземе одредена лична одговорност према себе и семејството, да стави пари на страна за да може и да се школува добро, и да се лечи добро, и да живее на старост добро. Едноставно треба пари во капитализмот. Така е. Значи државата некако со задолжителниот дел нејзина обврска е да овозможи да се задоволи тој еден минимум кој што една индивидуа треба да го има.
Но се што е над минимумот, државата остава сам да си одлучиш дали ќе го трошиш сега или пак ќе си дозволиш да имаш во тие години после пензионирање еден вид на нели да си го задржиш стандардот кој што бил претходно. Дури мислам и дека на побогати земји од нас така е системот и во Така другите е, така држави е, е така. Минимално што треба државата да обезбеди, не ги задоволува дури ни западњаците, да кажам, нели? Така е. Тоа е дел од капиталистичкото функционирање и а сепак овој дел кој што доаѓа, ние често знаеме да го перцепираме тој период после пензионирање како еден вид на краток период од нашиот живот кој што е како остаток. Дали ќе го имаме или не имаме, па како ќе го живееме, е крајно небитно. Ама не е така, бидејќи последниве проекции кои што се прават, мислам, покажуваат дека просечниот живот на луѓето ќе биде околу 85 години во иднина. Сега замислете човек кој што ќе се пензионира на 64 години, да речеме до 86 години, до 84 години, да кажеме, тоа се 20 години живот. Па ние од завршување и градинки, основни училишта, средно училиште, па дури факултет паќаме во период од 20 години. Сега тој период, ако се вратиме назад, па не бил мал. Зошто сметаме дека после пензионирање тој период кој што ќе биде мал и небитен? Апсолутно мислам дека треба да го гледаме како период за кој што треба стварно да размислуваме, да ги живееме бенефитите од сето тоа што сме го створиле во периодот на работење. И навистина сметам дека е битно секој да размислува на еден начин да од сега нормално да штеди за да има пристоен живот во годините после пензионирање, да биде како нели западните држави што ги гледаме, како холанѓани, од швејани и така натака, каде што ги гледаме дека на повозрастни години патуваат на југ, идат па дури во зимно време ги гледаме во Гран Канарија, Тенерифе и така натака, патуваат и уживаат во животот и навистина можеме и ние да си го приуштиме тоа доколку сме совесни денеска и направиме некој чекор плюс во тој дел уште денеска. Сега натка државата освен што нели задолжително не приморува за наша корист, за наше добро, не вика треба да штедите за пензија, задолжително 6% од секоја 6% од секоја плата, бруто плата ќе оди во капитално финансирање од пензиски систем и уште 12,8% во ПИО. Државата освен што не приморува за да не останеме без никаква пензија на крај, таа дополнително дава и одредени даночни поволности и одредени други поволности кога се работи за уплати за доброволно пензиско осигурување од страна на компании, односно од страна на осигурители. Па би можела ли да ни ги објасниш тие поволности кои што ги дава државата, бидејќи навистина не се наивни, а знаеме често дека кога ќе слушнеме некој наш човек кој што отишол да работи во Швајцарија, Германија, Австрија и така натака, гледат како до максимум да искористат се што државата дава како поволност, а кај нас мислам дека многу малце луѓето прво го знаат таа поволност која што нуди државата, а уште помалку ја имаат искористено. Па мислам дека добро е да објасниме таа поволност, па можеби некој од гледачите ќе сака да ги искористи овие поволности кои што постојат. Убаво кажа Марио, една од главните придобивки на доброволното пензиско осигурување е тоа што компаниите можат да уплаќаат износ, односно доброволен пензиски придонес за своите вработени, и тоа да им се смета како трошок, значи како признат трошок до износ од 2 просечни бруто плати во годината по вработен. 126.308 денари е тоа во моментов за оваа година што важат уплатите. Значи на износот што се уплаќа во доброволен пензиски фонд, уплаќаат само персонален данок, значи данок на личен доход, и до износот од 2 просечни бруто плати, на тој износ не плаќаат данок на добивка и дополнително на било кој износ што се уплаќа во доброволен пензиски фонд не се плаќаат останатите придонеси кои што компанијата има обврска да ги плати, да ги уплати доколку
тие средства се уплаќаат на трансакцијска сметка како плата или како бонус. Значи придонесите за пензиско, инвалидско осигурување, здравствено осигурување и останатите давачки. Значи износот кој што го плаќа тие придонеси за пензиско и инвалидско осигурување, кои што компанијата мора да ги плати за вработениот, изнесуваат 54% од нето платата на работникот, а доколку се уплати тој износ, значи во доброволен пензиски фонд, се плаќа само данок на личен доход од 11,11%. Значи остатокот во принцип е можност за лична заштеда на работникот. Или грубо ако земеме, ако имаме уплата од 1000 денари или 1000 евра, да речеме, значи бруто трошокот на овие средства за компанијата, доколку овие средства ги исплати на трансакцијска сметка на работникот, изнесуваат 1543 денари, а доколку се уплаќаат во доброволен пензиски фонд, на 1000 евра треба да се плати само персонален данок и остатокот, значи тоа се некои 390 евра, што се директна заштеда за членовите. Сега, поединците директно не може да ги искористат овие бенефиции, значи треба компаниите да склучат договор со приватно пензиско друштво, тие да уплаќаат во нивно име. Меѓутоа, ние работиме на тоа, држиме обуки, семинари, значи да ги охрабриме вработените, да направат еден паметен финансиски потек, да разговараат со своите работодавачи и да се договорат. Меѓутоа, многу е мала бројката на компании во нашата држава што ги знае овие бенефиции. Последниот билтен на Агенцијата за супервизија објави дека вкупно во сите пензиски друштва што управуваат со доброволен пензиски фонд, значи има околу 4250 компании и тоа најчесто се управителите, газдите уплаќаат сами лично за себе, а мислам дека некаде прочитав дека имаме некои 80.000 компании од приватен сектор во државата. Така да работиме на тоа да ги едуцираме и газдите, врвниот менаџер, менеджментот компаниите и така. Горано, во доброволното пензиско осигурување постои еден лимит, односно едно ограничување дека средствата не смеат да се подигнат се до 10 години пред годините за пензионирање. Односно, во моментов тоа е 54 години за мажи, пред 52 години за жени. Пред тоа не може да се повлечат средствата. Дали сметаш дека ова ограничување можеби е непотребно или пак е корисно? Па ја мислам дека е корисно. Со оглед на тоа што немаме некоја штедна дисциплина луѓето на Балканот и секогаш сакаме средствата да ни се достапни, нели? Меѓутоа потогаш губи смисла, нели, целното штедење. Зашто би штеделе или не знам предвремена пензија, кога и таму ќе ни требаат пари. За мене подобре така да има некоја регулација да до тогаш да не можеш да ги земеш средствата. Кога штедам за доброволен пензиски фонд, знам дека не можам да ги повлечам, знам дека за тој период ми остануваат. Натка, кои групи на луѓе треба најмногу според тебе да размислуваат за користење на доброволниот пензиски фонд? Па, на прво место би ги издвоила фриленсерите. Значи, тоа се повеќе ги има млади луѓе што работат на договор на дело во нашата држава и за разлика од вработените кои што земаат редовно плата и кои што се осигурени пензиски, здравствено, значи овие лица не се воопшто осигурени. Значи, бидејќи не се осигурени, тие мора сами да размислуваат да штедат од тој износ што го добиваат на сметка, да штедат преку приватно здравствено осигурување, да уплаќаат во доброволен пензиски фонд, така да мислам дека е задолжително за фриленсерите да уплаќаат во доброволен пензиски фонд. Понатаму ги спомнала младите луѓе што се со навршени 15 години, бидејќи законот вели дека во доброволен пензиски фонд може да членува лице што има најмалку 15 години, дури законот овозможува и трето лице да уплаќа за едно физичко лице, значи мајка, татко, во период додека се школуваат децата, се додека не дојдат тие сами да бидат вработени, и исто така работно неспособните луѓе. Во принцип, мислам дека секој човек што размислува за да си ја обезбеди својата долгорочна финансиска стабилност и сигурност, имаат можност и треба да го искористат овој финансиски производ како третиот столб, што е за да може да си ги остварат своите долгорочни планови. Јас овдека посебно би дал акцент на фриленсери, луѓе кои што работат на договор на дело, кои што не се, ајде да кажам, пензиско осигурани преку
постојана работа, тие дефинитивно треба многу активно да размислуваат за користење на доброволниот пензиски фонд. Најпрво да знаат гледачите дека тука нема ограничување дека мора да имате придонеси во прв столб платено за да можете да уплаќате во доброволен пензиски фонд. Баш напротив, доколку сте на договор на дело, фриленсери и така натака, е многу потребно да го користат доброволниот пензиски фонд, бидејќи инаку тие немаат стаж, немаат заштедени средства во втор столб и буквално дали ќе имаат пензија или не е оставено исклучиво на нив. Така да дефинитивно мислам дека таа група најмногу треба да размислува во најмала рака да штеди толку колку што државата минимално наметнува за сите нас да штедиме за пензија, односно 18,8%, нели, од секоја бруто плата на нас не се двои за пензија. На оние кои што се фриленсери, кои што се на договор на дело, нема таква обврска, па би било потребно тие самите можеби да го следат примерот и 18,8% да одлучат од брутото кое што го заработуваат да си го наменат за штедење во доброволен пензиски фонд за да имаат соодветна пензија на старост. И секако нормално секој останат член на општеството, без разлика дали е вработен или не, има потреба да штеди дополнително за да може буквално оние периоди кога кога престануваме да работиме, да ги живееме на еден убав исполнет пристоен начин. Да. Мислам дека за пензискиот фонд прилично добро ја покривме темата. Ги запознавме гледачите, оние кои што не беа запознани до сега за тоа како функционира нашиот пензиски систем. И сега би сакал да преминеме на оној дел кој што е за мене навистина многу интересен, тоа се прашања и теми поврзани со личен и кариерен развој. Па Горан би почнал прво со првото прашање за тебе. Ти како што кажав си 17 години дел од финансиската групација, лидер си на тимови во продажба. Многу битно си лиценциран осигурителен брокер, инвестициски агент, пензиски агент. Тоа е навистина захтевна професија, бидејќи подразбира разбирање на поголем број на финансиски производи, нудење на соодветниот производ од сите овие во палетата на соодветниот на секој клиент како што му е потребно. Ова подразбира и учење со владување на екстерни или интерни тестови и полагања кои што треба да се положат за да се стане и осигурителен брокер, и инвестициски агент, и пензиски агент. Па еве би сакал на почетокот да ни објасниш како започна и како се градеше твојата кариера во финансискиот сектор. Ќе ни треба многу време. Да. Добро, Марио. Јас сум дипломиран машински инженер. Ова го кажувам чисто онака да еве и аудиториумот да знае дека не сум од економско-правната струка, дека обично луѓето имаат мала стигма. Еве луѓе што ме знаат, некои мислат дека сум економист или правник, ја успешно работам во оваа фела. Сакам да кажам како почнав јас, значи се истражував себе си, сакав нешто, сакав повеќе да работам за себе. Сакав да работам за себе, а финансиите ги следам и ги сакам од средношколски денови. Меѓутоа само од теоретски аспект сум ги следел сите берзи, посебно Њујоршка берза, сум ги прател, меѓутоа цело време сум се прашувал како е тоа у позадина, како е тоа у пракса. И првиот допир го имав со македонската берза, значи со лични средства што инвестирав, тоа беше некоја 2004-2005 година, само што почна некоја година македонската берза. Така, со една случајна средба со еден брокер, па сега и пријател, инвестирав дел од, па не скоро сите што ми беа штедни влогови, ги инвестирав, значи тука го направив првиот ризик, да кажам, практичен ризик. И таа инвестиција испадна добро. Цело време ја читав, се едуцирав околу македонската берза и после времето покажа дека направив фантастичен чекор. Како дојде приказнала со нашава групација, се сретнав со некои луѓе што едноставно не е тоа случајно. Јас стално викам, учителот доаѓа кога ученикот е спремен. Ја бев спремен и луѓето ми се појавија од групацијава.
ми понудија, значи, одредена соработка, јас ја прифатив соработката, малце нели истражував нормално сето тоа, меѓутоа сакав промената, едноставно сакав да направам нешто од сопствениот живот, тоа ми беше основна работа. И почнав да го работам паралелно, значи јас работев како инженер машински, меѓутоа влегов и у ВФП групацијата и почнав да работам оваа работа. За после некои 9-10 месеци ја напуштам како инженер, каде што имав реакција од моето семејство, нели нормално, па како па сега, ти толку години учеше, па скроз го фрлаш тоа, нели имаше реакција, значи буквално од сите немав подршка никаква и не бев разбран на почетокот од никој. Ама јас сум човек кој ќе решам нешто, идам до крај по, не знам, секаква цена. За мене ризикот ја го анализирам од позитивен аспект. Значи, нели, секогаш е пресметан ризик, не е ризик со глава од зид. Не таков ризик, меѓутоа, ако не ризикуваш, никош нема да успееш. Никош нема да успееш. Добро позната мотивацијска девиза е, нели, ја знаеме, сме ја сретнале сите, јас ќе ја кажам уште еднаш, најголем ризик е да не ризикуваш. Така викаат сите. Така да јас со тоа станувам и се будам. И се будам и заспивам, уствари, со таа девиза. Така да, втор ризик што го направив, после 8 месеци ја напуштив фиксната плата и таа зона на комфорт, почнав да работам, значи, у ВФП групацијата, заработував од она што ќе го реализирам како договор. Значи, ја тоа на почетокот е многу тешко, секој што почнал овој бизнис не иде така. Значи, ја тој втор ризик го земав. Сега го потенцирам ризиков за младиве што ќе го слушаат овој подкаст. Сакам малце да побудам кај нив нешто. Обично луѓето се плашат од ризик. Не знам зошто, па не се ни обидуваат да направат нешто. Затоа цело време идам на зборот ризик, ја живеам со тоа, значи ја уживам да едноставно го сакам тој тип на адреналин, едноставно, меѓутоа се испостави дека нема некој ризик, само човек треба да е вреден, да е упорен и да учи да се надградува во самата струка. Така да еве сега после X години сум успешен инвестицијски агент, сум успешен осигурителен брокер. Така тоа беше од прилика вако кратки црти. Така. Не слушаат гледачите и некој од нив, знаеме и во коментари, нели, да добиеме такво некое мислење или коментар, дека ние збориме за инвестирање, дека луѓето треба да штедат 5, 10, 15, 20% од своите приходи, но одреден дел од гледачите се соочуваат со предизвик да ги покријат тековните трошоци, а камоли да размислуваат за дополнително да штедат за нешто долгорочно. Сега дека, нели, секогаш прашањето е, нели, или ќе се намалат трошоците или ќе се најдат избори за поголем приход, за да може да се постигне нешто дополнително на долг рок. Па ме интересира според тебе кој совет би го дал, односно кој е твоето мислење, дали е возможно човек кој што не е во оваа во одредена ситуација каде што нема доволно приходи во моментот за да штеди, туку не му стигаат ни средства за тековните трошоци, може би да направи одредена преориентација во кариерата или пак алтернативно да започне дополнителна некоја работа после она стандардно работно време кое што го има. Да, ја се пронедов во прашањево, ја немав на времето, меѓутоа не плачев, едноставно решив да сменам таа состојба. Нели, да почнам да работам, првично како дополнително, нели, како part-time job, и не е срамота да работиш 2 работи, не е срамота и 3 работи да работиш. Срамота е да кукаш, дека немаш, како немам од што да штедам и сите тие работи. Што ја не се слагам, нели, јас се соочувам секојдневно на терен со тие прашања од клиенти, знаеш, Горан, па ја немам од што да штедам, а не се слагам, нели, пуши Малборо, сега да не земаме некои примери, нели, или мобилен телефон купува, убав телефон купува еднаш година и пол, така да сето тоа ќе го распределиш, или нонстоп се кладилниците се полни во Македонија. Така. Па нека било и 100 и 150 денари ливче, ете ги парите. Значи, ја стално викам, човек не треба да штедиш како основен момент пари. Не, треба да имаш концепт или треба да имаш мозок, сега да не навредам некој, за да штедиш. Значи не е битно, нели? Не, ја мислам дека кај нас, нели, одредени штедни продукти, еве да го земе животното осигурување, се ни 1 евро денот.
Ни 1 евро у денот, па на крај пред пензија доаѓа една фантастична сума. Фантастична сума. И са мене никој не може да му убеди дека му е проблем на некој 40 денари, 50 денари у денот да тргне или не знам 1000 денари месечно, 1500 денари на ниедна професија. Може би пред 20 години било проблем, сега како што има дефицит на работна сила, молат фирмиве за работа, јас со тоа не се слагам на терен. Апсолутно и се борам. Се борам секојдневно со клиентите да створиме една навика на штедење. Многу ми е мило како фирма. Ја го осеќам тоа, е веќе 17-18 години оваа фирма, мислам дека ВФП групација го размрда пазарот, ја размрда темава на штедење, на инвестирање, многу го едуциравме населението и допрва ќе го едуцираме и во сите сегменти 3 што работиме сме лидери. Значи и во делот на осигурување, значи стварно го размрдавме, сите параметри тоа кажуваат. Не јас да се фала, може да се провери тоа, нели лесно денеска. У Агенција за супервизија ние сме број 1, значи апсолутно сите видови осигурување. Пазарот на инвестициски фондови од кога дојдовме апсолутно го размрдавме, значи феноменално, не само Македонија, зборам и на Балканов. И еве сега и пензиското друштво исто феноменално го размрдавме, па дури имав впечаток дека и конкуренцијата во ова веќе размрдана поред нас. И се збори веќе последниве 10 години. На моја огромна радост се збори за штедење, се збори за инвестирање, веќе не е тоа така табу тема како што беше пред 20 години кога нели почнувавме сета оваа работа. Така. Во доброволниот пензиски фонд како најмладо друштво имаме уште да станеме лидери по средствата под управување, но дефинитивно донесовме една многу убава промена на пазарот, имаме коректни приноси со прилично коректен или соодветен, адекватен, не толку високо ниво на ризик, туку баш балансирано портфолио и сметам дека ете во сите сегменти донесовме навистина прилично добра промена во животите на луѓето во државата. Натка, ти си човек кој што имаш 20 години веќе работно искуство во пензискиот систем. Голем дел од твојот работен век го имаш поминато како раководител на организацијска единица. Дополнително си и магистар по управување со човечки ресурси. И имаш едно така големо искуство во своето функционирање. Па ме интересира кои работи главно ги гледаш кај млада индивидуа за да процениш дали има тој простор за раст, напредок во твојот сектор и општо во компанијата? Па, во овие 20 години, како што ги кажам, моје работно искуство, имав среќа, па и несреќа, да запознавам разни видови на карактери. Дали, независно дали станува збор за колеги во иста линија, значи со иста функција во средината во која што сме работеле, дали станува збор за луѓе на кои што сум им била ментор или сум им била претпоставена, или луѓе на кои што јас сум одговарала со моите работни обврски. Дополнително, како што кажа, теоретски ја изучував оваа област на менаџмент со човечки ресурси, од причина што ми беше интересен тој сегмент и следствено на ова мој искуство со запознавање на различни видови на карактери и сватив при тоа теоретско изучување дека управувањето со човечки ресурси е можеби едно од најважните стратешки бизнис прашања со кои што се соочува врвниот менеджмент во секоја компанија денес. Така да би кажала дека после сето тоа искуство јас кај млада индивидуа, кај млад вработен или на интервју, да речеме, кога држиме интервју, мене ми се неколку работи многу важни. Прво ми е важна агилноста за учење, значи колку таа индивидуа е спремна брзо да учи, брзо да напредува, колку е отворена за нови предизвици. Мотивацијата, односно внатрешниот порив да нешто направи повеќе од себе. Емоционалната интелигенција исто така ја сметам за многу важна карактеристика на една млада личност и исто така капацитетот на тој вработен или таа вработена да се вклопи во корпоративната култура на компанијата каде што работи. Доколку таа особа работи само на себе промоција,
а нејзината амбиција не е усогласена со мисијата на компанијата во која што работи, по мене таа личност не е вредна да продолжи да работи во компанијата, да речеме, доколку јас одговарам за неа или јас сум предпоставена. Овие неколку карактеристики по мене се поважни од било каква друга техничка вештина што може некој вработен да има. И тие се многу важни, не ги спорам, меѓутоа овие работи ми се најважни кога проценувам дали некој е доволно добар кандидат да продолжиме да соработуваме заедно. Верица, ти си CFA Charter Holder, постојано работиш на континуирано дообразување. Како што кажав претходно, CFA самата програма е навистина захтевна и бара прилично доста време. Па ме интересира колку ти сметаш дека е битно континуираното учење и можеби па доколку би се вратила назад, некако другачие би го искористила времето, наместо спремање и подготвување за такво континуирано учење, едукација, CFA, Charter Holder и така натаму. Да, интересно прашање, посебно сега ме замисли, тука би сакала да искористам еден цитат од еден од моите омилени автори, Милан Кундера, кој што во Неподносливата леснотија на постоењето вика дека не постои правилен или неправилен избор поради тоа што имаме само еден живот. Нели, доколку би имале повеќе животи, во секој од нив соодветно би можеле да донесеме различната одлука, па на крај да споредиме дали таа би била правилна или неправилна. Сега, што се однесува до моите избори, посебно нели во од академскиот дел, па мислам дека не би променила ништо. Можеби најверојатно учењето би го комбинирала со поинтензивно практично искуство, практично работење во почетокот на кариерата, поради тоа што учењето без разлика дали е формално или неформално, секогаш на долг рок се исплатува. Сега, континуираното учење никогаш не сум го сметала како притисок или како обврска. Тоа според мене е ментален склоп или начин на размислување. Многу е важно секој во себе да го најде својот мотив или својот порив да продолжи да учи и да се развива. Дополнително мислам дека многу голема улога игра и како ја сваќаме конкуренцијата. Конкуренцијата е силен мотиватор да продолжиме да се развиваме. За мене конкуренцијата никогаш не доаѓала од надвор, туку тоа е нешто што е внатре во мене. Самата јас да се биде подобар од тоа што се бил вчера. Баш се согласувам дека тоа е многу добар и здрав начин за напредување, да се споредуваш сам со себе наспроти со луѓето околу себе, бидејќи само така можеш да постигнеш навистина голем личен развој. Горан, ти во твојот тим обучуваш, работиш со млади луѓе и ме интересира од твоето искуство со нив, која е најголемата заблуда која што мислиш дека младите луѓе денес ја имаат во однос на тоа како се гради кариера во денешно време? Не е едноставен одговор, има повеќе одговори тука. Мислам дека мрзата е добар дел. Мрзата е добар дел од македонскиот народ. Изговорите, се соочувам секојдневно со тоа. Домашното воспитување исто го гледам како еден проблем, у смисол на се збори многу од дома да луѓето се вработат негдека, како терминологија, а не се збори на тема предприемништво или работа за себе, или бизнис, каде што наша фирма или платформа, како сакате да кажеме, феноменално у тој дел. Така да постојат парадигми во многу фамилии и семејства, можеби има и пресилен збор од кариера, кој ќе им спомнеш, или бизнис, посебно на семејства или деца од семејства кои што не потекнуваат од предприемничко семејство, и го имам тој проблем секогаш, и ја бев еден од нив, апсолутно. Меѓутоа се барав, јас им бев и амбициозен од себе, се барав себе си подолго време, нели, сакав едноставно, ама како што реков преска, нели, бев спремен, па дојдоа учителите, ученикот беше спремен. Меѓутоа, мислам дека најголем дел е од, најголем проблем е и најголем младите имаат од дома, од домашно воспитување проблем.
кај мене кој ќе дојдат на интервју за прием кај нас во мојот тим да работат, ја имам принцип да разговарам со нивните родители ако се помлади. Сакам да разговарам со нивните родители, пошто принцип родителите нивни се мои врсници. Сакам од таму да направам одредена промена, да сватат дека ова не е типична работа како работа, дека ова е сериозен бизнис, сериозно предприемништво, кое што ако го искористат овој менторски систем, да кажам фантастичен и феноменален, кој што многу малку светски фирми го имаат, може да постанат врвни бизнисмени. Врвни бизнисмени и многу богати луѓе. Не знам дали погодив одговоров или... Да, така е. Дефинитивно секогаш го зборувам, намерно го потенцирам ризик, и тука повторно ќе го земам, пошто знаете како луѓе ама немој, тоа е ризично, такви коментари. И сега тука има една страшна девиза што ме води мене, денеска ми е врежана во глава. Вика, ако ризикот е опасен, пробај со рутина, смртоносна е. И таа е една феноменална реченица каде што многу фамилии, многу судбини, не е смешно, Марио, веруј ми, тука гинат во тоа. Значи гинат од финансиски аспект. Знаеш, лесно е да ти работиш рутинска работа, апсолутно е лесно. Не е никаков проблем рутина, меѓутоа да направиш нешто повеќе у животот, треба да излезеш од одредена зона на комфорт, треба да не си мрзелив, треба да одредени навики да смениш, да си вреден, малце да учиш на себе. И резултатот доаѓа. Не доаѓа брзо преку ноќ, младите и некојаш и тоа очекуваат, дека успехот доаѓа преку ноќ, не може преку ноќ, нели? Ниеден бизнисмен не успел преку ноќ, има доста неуспеси претходно да дојде до успехот. Така да, меѓутоа, мислам дека главен проблем кај нас е од семејството, воспитувањето. Остана тоа така да, кога ќе завршиш факултет, да негде се вработиш. Јас кога решив да сменам струката, ја бев осуден од дома. Значи, апсолутно имав проблеми, едноставно, кавги како можеш ти сега ова, од инженер, сето тоа, меѓутоа од сегашен аспект ми е смешно сето тоа. И сите се уз мене, браво, знаеш, сега ми викаат, браво Горан, супер, успеа, меѓутоа тогаш никој не ме поддржуваше. Па дури ни собствената жена. Мислам дека не е ни толку проблем тоа да се вработиш, колку што мислам дека и луѓето кога го кажуваат како еден вид на завршеток, као стил се вработуваш и толку и завршува приказната. Као стил иди вработи се и после гледај да си зимаш плата, да работиш малце, да си дочекаш пензија и толку. Тука е веројатно моментот дека треба да се размислува, па дури кога ќе се вработиш, да дадеш максимум да се надоградуваш, да напредуваш, да се развиваш и така натака, да размислуваш предприемнички, како да развиеш ти после тоа сам бизнес и така натака. И дефинитивно можам да се согласам, делот дека многу е битно да се биде вреден. Односно да не се чека на други да се завршат, други да завршат работа, дека не е твоја обврска, дека да се опуштиме, помалце да работиме, туку баш напротив, кариерата се гради обично со доста труд, со доста обиди и кога нема да се успее, да се проба повторно и да се даде максимален напредок за развивање, така да дефинитивно, Горан, се согласувам комплетно со тебе. Натка, одреден број од нашите гледачи можеби се соочуваат со одреден предизвик да се наоѓаат во една зона на чувствување дека не напредуваат, дека можеби се во некои повозрастни години каде што гледаат други како побрзо напредуваат, а тие стагнираат, не гледаат можност за развој на својата кариера, како еден вид да заостанале во процесот. Кој би бил твојот совет или што би им кажала на тие луѓе кои што се чувствуваат дека едноставно каснат во кариерата? Па јас би им рекла дека нема никаков простор за паника. Патот во кариерата кај секој човек е различен, а најголемото зло што може некој сам себе си си го направи е да се споредува со другите. Некои луѓе трчаат побрзо, некои го фаќаат својот ритам малку подоцна во животот, меѓутоа не значи дека нема да го фатат и не значи дека нема да трчаат во тој момент побрзо од тие што почнале брзо да трчаат.
во денешно време луѓето преку ноќ менуваат, не само компании, индустрии менуваат преку ноќ. Се рестартираат, паузираат, се преквалификуваат и после сите тие предизвици се враќаат посилни на пазарот на труд. Така да би рекла дека оние работници што ќе го поминат тој пат, кога ќе се вратат поотпорни од било кога. Со други зборови, ќе се навратам на претходното твое прашање, на мојот одговор на него, значи отвореноста за нови предизвици, капацитетот да се вклопиш со нови луѓе, да се ослушаш туѓо мислење и да ја развиваш својата емоционална интелигенција, значи се карактеристики кои што зависат исклучиво само од нас самите и доколку се работи на себе, неминовно ќе растеме и ќе се развиваме, порано или подоцна. Може би овде може да се направи комбинација на вашите два одговори. Може би е потребно да направат некоја акција, да излезат од таа комфорт зона која што викаш, да преземат нешто за да сменат, дали да почнат со нешто ново, со некој нов бизнис, дали да кажат, окей, ќе барам сега некоја друга работа или ќе барам како во оваа моја средина, што можам плюс да направам за да напреднам повеќе или што можам сега да се доедуцирам. Значи, веројатно бара одредена акција, можеби преземање ризик, излегување од тоа што до сега сме го правиле, туку нешто ново да направиме. Верица, што според тебе е најбитно кога човек бира одредена работна позиција или пак кариерна патека? Да ме прашаше ова пред 10 на 15 години после моето дипломирање, кога почнав да барам работа, тогаш ќе ти одговорев, најбитно е да постои таква работна позиција, поради тоа што во тој временски период пазарот беше толку лимитиран што имаше многу малку отворени работни позиции, па не можеше да се бира. Затоа многу ми е драг фактот што пазарот на труд во меѓувреме се разви до тој степен да и страната на побарувачката да може да диктира своји правила и своји барања. При изборот на една работна позиција сметам дека најбитно е таа работна позиција да ти дозволува да учиш и да растеш, односно да функционира да биде во една динамична средина каде што ќе се учи секојдневно преку различни ситуации или преку самиот тип на работа. Дополнително, исто многу битно е корпоративната култура, односно од круцијално значење е да се споделуваат исти вредности, енергија и пасија за работата со колегите. Понатаму, со иста важност, сметам дека работната позиција треба да ти овозможи, да ти дозволи да ја покажеш својата автентичност, односно да ти даде слобода да го примениш своето знаење и да вметнеш промени, се со цел да се подобрат процесите и ефикасноста во самата организација. Мислам дека многу млади сметаат дека најбитно, посебно во почетокот на кариерата, многу битна е платата, односно заработувачката, меѓутоа сметам дека во почетокот на кариерата можеби во поголем фокус треба да биде учењето и темпото на учење кој што една работна позиција го овозможува, се со цел да се стекнат знаење и вештини кои што ќе се наплатат во подоснежните фази од кариерата. Одлично, баш комплетно се согласувам со тебе во овој дел. На почетокот е многу битно кој ќе дојде, кога ќе се заврши со факултетските денови, првото вработување кој ќе се има. Тука реално ти се уште не знаеш која додадена вредност ќе донесеш во таа компанија. Поголема можеби е додадената вредност која што ти ја добиваш од компанијата бидејќи учиш преку пракса. И дефинитивно мислам дека барем на мене не ми беше битна првичната заработка која што ќе имам, туку еден вид на што можам повеќе да научам, да создадам, да створам и после тоа да дојде еден период кога сето тоа нормално ќе се биде соодветно наградено. Така да дефинитивно дека можеби повторно се поставува на тоа што претходно го зборевме, дека не може преку ноги да дојде успех, не може ние да очекуваме дека со првото наше вработување ќе ни дадат
плата на директор, дека ќе не стават директор да бидеме, дека ќе не дадат позиција која што реално е потребно години за да се оствари. И не само години, туку е потребно знаење и пракса за да се совлада тоа. Горан, за крај, би сакала да те прашам уште едно прилично за мене интересно прашање. Ти работиш со луѓе кои што се нели различни типови на луѓе, кои што се од различна возраст, кои што почнале во различен период во животот и така натака. Па еве ме интересира кои се главните предизвици кои што ги имаат луѓето во можеби во подоцнежните години, кои што одлучуваат да започнат еден нов почеток, дали имаат можност да се развиваат иако немале никакви допирни точки со финансии, со продажба и така натака, дали тие имаат нели се прашуваат и самите дали можам, дали не можам да успеам во овој дел. До сега имам сосема различна професија, не сум бил доволно успешен или сум бил доволно успешен, не сум го работил ова и така натака. Кои се нивните главни предизвици и еве кои би биле твоите совети кон нив за како да постигнат можеби они еден нов кариерен развој каде што ќе донесат успех и за себе и за својата фамилија. Види, Марио, не е важно, годините не се важни за правилна одлука во животот. Јас исто почнав овој бизнес, го почнав на мои 34-35 години. Значи не е тоа младост, нели? Тогаш се барав така, се погодија коцките едноставно, истражував претходно. Меѓутоа, друго сакам да кажам, јас у моментов кој ќе засакаш работата, престануваш да работиш. Јас сум во таа фаза. Ја немам осет дека работам, ја уживам, ја сакам оваа фирма, ја сакам оваа групација, сакам начинов на работа, така да ова го кажувам, да еве сите што го гледаат овој подкаст, посебно помладите, па не и помладите, и постарите, оние што сакаат да сменат во нивниот живот, да го подобрат животот, слободно нека се обратат до мене, до ВФП групацијата, така да правиме чуда едноставно. Правиме чуда во животот. Така да нема тука претходна школска спрема или колку години има, само треба човек да сака да смени, ништо друго. Со овие ментори што ги има оваа фирма, значи се прават врвни резултати за релативно кратко време, значи од година 2-3 сега, нели нормално е тоа. Така да, а тоа годините, например, еве, одговор ќе ти дадам и со Kentucky Fried Chicken, нели, он познатиот генерал, бизнисот го почнал кога отишол у предвремена пензија на негови 60 години, нели, па станал познат милионер. Така да нема врска, тоа се само изговори, ама јас сум веќе стар или нели, некој ти вика јас сум веќе стар сум, не можам за тебе, некој вика јас сум млад, па немам контакти. Значи секогаш изговори, а единствен предуслов е да сакаш. Ништо друго треба. Ништо друго, не треба ни школска спрема, нима. Нели во нашава групација нема од различни професии, така од спортисти, преку инженери, преку економисти, преку правници, луѓе со средно, така да секако нема. Музичари, да. Така да само битно е да сакаат да сменат луѓето и резултатот е загарантиран 100%. Ви благодарам многу на одговорите, на искуството, на знаењето кое што го споделивте и со мене и со сите нас. Ви благодарам и на вас, на гледачите, од името на ВФП групацијата. Се надевам дека бевме интересни и корисни за вас и се гледаме во наше следно издание. Ви благодарам. Во срцето на главниот град на Македонија, ВФЛП Фонд Менаџмент стои цврсто како инспирација за иновации и доверба во финансискиот сектор. Водени од тимот искусни професионалци, ние не управуваме само со вашите средства, туку создаваме наследство вкоренето во сигурност и перспектива. Инвестирајќи во над 1000 квадратни метри врвен деловен простор, ја потврдуваме нашата посветеност кон Македонија и овдешните клиенти. ВФЛП Груп, за посветла финансиска иднина на сите.